Прво би сакал да им заблагодарам на граѓаните за големата поддршка што ни ја даваја мене и на Владимир за време на куќниот притвор. Без таа поддршка, нас далеку потешко ќе ни беше да ги издржиме тие 50 дена неправда која ни беше нанесена. Исто така, сакаме да му заблагодариме на Зоран Ставревски, што вчера ни го разубави денот, бидејќи чекаше да ние го добиеме решението за пуштење од куќен притвор, за тој да поднесе оставка. И се надеваме дека подитно оставки ќе поднесе и целата влада на Република Македонија, бидејќи едноставно нема легитимитет и на малите деца им е јасно дека тие веќе немат легитимитет и да создадат простор за формирање на преодна експертска влада која ќе организира фер и демократски избори во Република Македонија. Ова предлозите за формирањето на преодната влада треба да го даде или МАНУ или интеруниверзитетската конференција со цел најквалитетните луѓе кои се морално подобни да бидат дел од таа влада која ќе организира избори. Исто така сметаме дека треба да се работи на исполнување на условите за организирање фер и демократски избори, вклучително да се отвори изборниот законник, бидејќи оние измени кои беа направени минатата година беа половични. Мораат сите работи кои останаа половично завршени да бидат завршени до крај. И исто така Левица дава полна поддршка на протестното движење да биде вклучено во преговорите, бидејќи не сме да бидат игнорирани граѓаните кои протестираа во процесот на донесување на одлуки од најважен карактер за Република Македонија. Тие џабе не протестираа и не смеат да бидат оставени настрана. И своевремено ги критикувавте буџетските политики на владата па и на Ставревски. Сега од оваа гледна точка како испаѓа дека бевте во право тогаш? Дефинитивно Зоран Ставревски спроведуваше антинародни политики кои доведоа до пораст на сиромаштијата во Република Македонија, без разлика што Завод за статистика пласира податоци дека сиромаштијата во Македонија е драстично намалена. Секој граѓанин врз основа од своето искуство и врз основа на искуството на нивните блиски гледа дека сиромаштијата во Македонија е драстично зголемена во владење на оваа влада и во раководење на Зоран Ставревски. Господине Ставревски, имавме информација дека се поднесени повеќе кривични и прекршочни пријави на луѓе кои учествуваа во протестите. За вас и за вашиот колега беше одреден и куќен притвор. Таа мерка сега е преиначена во мерка за предострожност, да? Одземена ви е патна исправа? Да, значи нашиот судски процес ќе продолжи да трае и ние се уште се соочуваме со опасност да ни биде одредена затворска казна. Исто така нас ни е одземен пасошот и треба да се јавуваме еднаш неделно во судот. При тоа мора да кажам дека повторно е спроведена селективна правда во нашиот случај, бидејќи нас ни е одземен пасошот, додека за далеку поголеми сомневања за кривично дело од далеку посериозен карактер на особата НГ не му е одземен ниту пасошот, а камоли да му биде одредена мерка притвор. Да. И ние бараме истовремено да се престане со кривичното гонење на сите протестанти, бидејќи скоро 40 протестанти се соочуваат со кривични пријави во овој момент. Ако велиш ќе ви биде одредена казна затвор, или пред вас поминаа со условни казни. Што сметате дека вие ќе добиете затвор? Ние не ја признаваме вината, бидејќи во дадениот случај наш, значи Владимир изнесуваше столици од канцеларијата и сокови, додека јас фрлив едно јајце врз канцеларијата и ја запалив сликата на председателот. Тоа по ниту едни правила не може да се подведи под учество во толпа која сторува кривично дело. Поради тоа ние не го признаваме нашето дело и режимот може, поради тоа што ние не решаваме да ја свиткаме кичмата, да ни одреди затворска казна.